Известувачот за Македонија во Советот на Европа Роберт Валтер станал консултант на техничката влада на Емил Димитриев за хонорар од 7.000 евра месечно. Дали со државни пари е плаќано за државен интерес или за интерес на ВМРО ДПМН? Дали лобистот Валтер бил клучен за изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков за судија во Страсбур? На најгледаните 4-5 телевизии нема речиси ниту еден критички прилог за новата власт откако е избрана. Ги повикувам сите новинари, медиумски работници, главни уредници, собственици на медиуми, нека кажат јавно дали имаат било какво влијание, дали некој дигнал телефон од новата влада, од луѓе кои што се на позиции да побара нешто. Зошто некои телевизии ги сменија уредувачките политики и главните уредници? Сметавме дека досегашната уредничка, претходната уредничка, има потреба да се одмори, поради тоа што долги години е на таа позиција, особено во еден многу сензибилен период, особено од објавувањето на така наречените бомби. Се подготвуваат измени во законот за заштита од пушење. Таму каде што се пуши кога е отворено или кога е сончево, ќе се пуши и кога врне или кога дува ветер. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? Гласноста на студентите што го прекина шепотењето во Македонија. Студентски пленум 3 години подоцна. Të gjithë e kishin një qëllim dhe një cak shumë të validuar qysh më herët se duam të jetojmë në Maqedoni, do t'i kërkojmë drejtat e tona deri në fund, pa marrë parasysh me kë do të kemi punë. Секогаш младината за нешто кога ќе крене глас, има зашто кренува, нели? Младите да си тераат па свое, без обзира кој ќе дојде.